Утрово се поврзуваме со Кочани и со Ненад Вржалски, кој што инаку е музичар, програмер и професор во Средното техничко училиште Ѓошо Викентиев во Кочани. Ненад, добро утро. Добро утро, Ненад. И благодариме и голем поздрав до тебе и до целиот тим кој што неуморно, макотрпно, буквално 24 часа во денот работите и сте посветени на креирањето на оваа веб страна. Ќе ни раскажеш, се разбира, малку повеќе за сето тоа. Те поздравуваме од нашето студио. Верувам дека си, нели, колку можеш во добро расположение и одспан, што се вели со оглед на бројните непроспиени часови изминативе денови. Фала ви многу. Да, малку тажно и тешко е за спиење, ама и некако и нас и место не држи и сакаме да направиме колку што е можно повеќе за да помогнеме на овие луѓе што се моментално загрозени и не само на тие што се лекуваат, веќе ставивме апел да се помога и на семејствата кои имаат изгубено, затоа што и кај нив е добредојдена помош. Во овие кризни моменти знаеме дека на никој не му е, мислам, особено оние кои изгубиле дел од семејството, не е дојдено до ниту една пара на светот, ама сепак се трудиме да изнудиме барем една наспевка со тоа што кога ќе помислат на тоа дека 1 милион луѓе помислиле на тебе и донирале по некој ден, некако малку се дава тој мотив за да продолжат со животот. Така е, Ненад, ти добро што сподели, да, можеби никој сега во моментот од нашите сограѓани, особено во Кочани, не размислува нели на материјалните средства, меѓутоа ние ќе размислуваме за нив. Благодарение со вас за оваа благородна иницијатива и вистина, Цеце, кога сподели во петокот дека ќе те комуницираме, ќе те бараме, искрено баш ми беше и радост на срцево, бидејќи предводени заедно со Иван, таа цела екипа, некако се споделија многу убави активности, како се собрани во една, би рекол, работна атмосфера и канцеларија, за да се повеќе и повеќе може да ги споделите всушност конкретно нели иницијативите за донации, меѓутоа ќе кажеме дека конкретно сите донации се адресираат до родителите, поточно до семејствата на кои што им е најнеопходно, бидејќи знаеме дека честопати кога треба интернационално да се префрлат пари и така натаму, малку оди побавно тој процес. Претпоставам дека оваа платформа Support Кочани е многу побезбедна и по-лесно за многумина кои што не гледаат во моментот, а сакаат да донираат за сите кои што се повредени. Може да ни објасниш, Ненад, како функционира системот, затоа што нели викендов ја овозможивте опцијата да се донира и од странство, бидејќи претходно беше нели само од Македонија, а потоа ќе ни објасниш и дали во наредниот период, бидејќи оваа страна е во моментов за повредените или оние сите кои што се лекуваат во странските клиники или во нашите, дали ќе се овозможат донации и, како што например го спомена и ти, за настраданите или за оние кои што изгубиле некој во оваа голема трагедија која што ни се случи, бидејќи секако дека и на нив им е потребна финансиска поддршка, да. Веќе се обезбедени, веќе се додадени голем дел и од настраданите, за жал починатите. Додадени се сите кои што не контактираа за да бидат додадени во системот, ни кажуваат каде се, ги пинуваме според тоа каде се лечат, контакт на кој се пуштаат средствата, нормално името и презимето на болниот. И нас ни беше целта да стигнат парите колку што е можно побрзо, затоа што на нив моментално и се потребни парите. Така е. Ние сакавме тоа да го направиме на ваков начин каде што на еден вебсайт ќе ги централизираме сите сметки и ќе можат буквално луѓето да гледаат кој каде и да му праќаат веднаш, значи уште сега ако му пуштиш во текот на денот ќе му стигнат тие парични средства. Тоа ни беше најбитно, некако да ги искористат сега тие пари, а не дека во иднина нема да ги треба, тоа нема да запре тука, тоа ќе продолжи да работи, не знам, уште подолго време. Стварно посакуваме тие фамилии да си се пред се да ни се вратат тука живи и здрави и да продолжат со нивните животи, а ние околу тој дел ќе се погрижиме се да направиме што е можно за нив,
за било какви опоравувања, за било какви, не знам, трошоци што ги имаат во еднина, дали тоа ќе бидат креми, не дај Боже, некои операции, трансплантации или било што, ние сме тука за да го обезбедиме тоа. Сајтот го направивме буквално за, не знам, го кренавме за некои пола саат од како почна муаветот помеѓу нас неколку иницијативци на почеток и многу беше интересно што наједнаш почнаа да доаѓаат деца волонтери, значи тоа е буквално се волонтерски од наша страна. Почнаа да доаѓаат деца, значи откако видоа дека ние за пола сат го пуштивме сајтот, влегоа сите, почнаа тај кажете што можеме да помогнеме, што можеме, дури и такви што не се од IT светот, можеме ли некако да помогнеме? Можеме, ќе најдеме начин, основавме како и еден, не знам, мал кол центар каде што ќе ги известуваме луѓето, што ќе ги прашуваме за дозвола на податоците и тоа се ни е покриено за да можеме легално да ги објавиме нивните лични податоци. Потоа како настануваа се поголеми проблеми во смисол, мислам поголеми. Се од проблем во проблем, ајде да има на англиски, ја преведувавме цела страна на англиски, па внесовме повеќе јазици, сега веќе има внесено, мислам дека 5 или 6 јазика. Потоа направивме search бар према кој можеме да пребаруваме и по град, и по држава, и по име, и по презиме. Потоа направивме еден транспарентен систем каде што се објавуваат донираните средства за секој дете кај што има некоја донација. Овде морам да кажам дека тоа не е генерализирано, значи ние мораме да ние немаме начин како да пристапиме до сметката на тие луѓе и ние буквално и веруваме на луѓето кои што ни праќаат некаков скриншот од доказ за каква донација имат уплатено. Според тоа ние ги уплаќаме, ги внесуваме во системот, направивме веќе автоматско внесување во системот, на почетокот беше исто на мој Вибер број ми стигнуваат сметките. Тоа сакав да те прашам, веќе повеќе тоа не функционира затоа што се споделуваше дека веќе не треба да се праќа скриншот на телефонот кој што беше оставен. Така, тоа беше на почеток, пошто се уште немавме система, сакавме веќе да почнат луѓето со донациите, ставивме број, луѓето праќаа, на мој приватен буквално број ми ги праќаа сметките, јас сите ги симнував на телефон, имав некаде повеќе од 3 гига скриншот, а скриншот зафаќа помалку од 0,1 мегабајт. Па сега замислете колку многу скриншоти сум имал. И колку многу донации. Да, многу донации, многу слики. И тоа целото го процесиравме на почетокот мануелно, после направивме систем за автоматско управување со целото тоа, со помош на AI системи нормално. И веќе тоа оди автоматско во позадина и се уште не се сите значи не се внесени сите податоци. Значи ние мораме тоа се да продолжиме да го ажурираме за да можат да се внесат буквално сите податоци. Многу има фете и од тој начин коментари, зошто некаде има нула, некаде има многу собрани средства. Викам, луѓе, бидете стрпливи. Никаде нема нула веќе. Значи има нула нормално кај тие што моментално ги додаваме на системот. Значи секој друг час добиваме нови информации за нови жртви, информации за жал починатите кај што ги внесуваме во системот и значи таму нормално е да има нула, али ние се склониме кон тоа барем колку што е можно приближно да ги изедначуваме сметките и мораме да работиме на тоа. Прво и основно, не се сите податоци ажурирани, значи мораме да бидеме стрпливи за да го средиме тоа. Да, малку трпение да побараме од оние кои што донираат, се разбира. Да, второ, работиме на свеста на луѓето дека значи самите ние имаме ставено таму како пријателски совет. Мислам дека на почетокот страната пишува дека наша препорака е да донираме на оние кои што имаат помалку. И на тој начин ја олеснуваме на луѓето, значи ако видите дека некој има помалку донирани средства, можеме да му донираме на тој. Значи ако веќе е нели малце потешко да донира на сите 100 и нешто, 150 сметки, една по една малце е проблематично. Значи одиме кон тоа да се донира на оние кои што имаат помалку. И исто така, веќе и што мене многу ме радува, добивме како
порака од фамилиите на настраданите на кои што веќе има донирано многу средства и тие ставите ни рекоа, значи фала ви нова, ние сме преблагодарни на вас, ние сме веќе во опоравување, веќе ни се намалуваат трошоците, планираме овие средства кои што ни се донирани да ги распределиме на другите. Тоа е добро. И тоа е многу добро од нивна страна, значи Нината, дали ќе има можност, например, еве со оглед на тоа што нели има и провизии, сега не знам имаше некој апел нели банките тоа да го укинат за вакви ситуации, но знак прашање секако. Дали би имало можност нешто така од прилика како да те расправ, например, ако некој сака пример да донира 1000 денари, но тие по 100 денари да бидат распределени кај 10 различни луѓе. Да има реципроцитет. Дали тоа некако ќе го воведете или вака се, значи од денес почнавме процедура за како да најдеме начин за една сметка кај што ќе биде како рутинг систем на банката и кога по тој рутинг систем ќе ги има додадено сите сметки во една, кога ќе пуштиш на таа паралелно да ги распределува на сите. Тоа уште не е готово, затоа ќе мора да се креира како една невладина, па таа сметка да иде на невладината, не смее да стои на физичко лице. Ние не ќе имаме никаков контакт со тие средства, значи не сакаме да бидеме осудувани и било што, значи под дефолт тоа мора да стои. Да бидете неутрални да се оградите, така. Како? Велам да бидете неутрални да се оградите од тој дел, така е. Точно. Ние не сакаме ништо од нели негативни критики, коментари. Сакаме да продолжи тоа во една неутрална, значи насока, нити определена на било кој од нас, значи ние сме еден тим веќе составен од многу поголема група на луѓе, нити политички, нити значи ништо до тука да не биде никакво определување, значи ние сме буквално таму волонтерски. Како? Велам, целта е само да се помогне. Тоа е Така. Ние сме таму волонтерски, значи никој од нас таму нема некаква заработка или нешто, тоа мора да се знае. Значи децата дојдоа буквално волонтерски таму и сите работиме деноноќно на тоа. И тоа нема да застане тука, тоа ќе продолжи, тоа ќе стои, може да кажам за не дај Боже и за воидни на тој сајт ќе остане. Именно. Нема да застанеме тука и сега и за оваа ситуација ние ќе продолжиме да собираме на тие луѓе колку што им е потребно да преболат оваа траума. Како што напомена, за сега од странство е начинот со IBAN и SWIFT код да се донираат средства. Веќе објавивме и на Instagram профилот неколку начини како тоа можете да го направите од странство, како тоа можете да го дали преку електронско банкарство, дали преку овие што се некои од електронските банки, Vice или не знам PayPal, нешто такво, да можете да се донираат преку електронски системи директно. Истото важи и таму преку IBAN и SWIFT код. Тоа за сега ни е начин на донирање преку странство. Точно ни се жалат за огромни провизии, за некои такви ствари, и тоа ќе го дискутираме неделава. Планираме да излеземе исто со некоја лайв објава каде што апелираме да ги тргнат провизиите барем во овој период, барем за тие сметки кај што се објавени за кочен. Да. Така е. Значи барем за тие, мислам дека тоа ништо не ги кошта, дека тоа не е некоја огромна не знам загуба од нивна страна, значи може буквално да се направи да тргнат провизиите. Апсолутно. И да се стават тие не знам 100-150 сметки, да се стават, да се тргнат провизиите за нив и ние тука буквално ќе бидеме, како да кажам, значи ептен благодарни за таа работа, затоа што вака на секоја трансакција одзема по 15 денари, замисли ако има, да речеме 1 милион трансакции, што се случува со тие 15 денари. Кога би калкулирале, тоа се огромни суми, да. И провизиите да бидат дел од донациите на некој. Ненад, ќе потсетам уште еднаш пред самиот крај, сите податоци на страницата се доброволни добиени од страна на родителите, како што кажале нивните блиски. При тоа сумата на собрани средства за секое лице индивидуално постојано се објавува транспарентно. Тоа може да се погледне уште веднаш на Support Кочани со цел оние кои што сакаат да помогнат, баш да видиме, да забележиме нели кое лице има можеби собрано помал финансиски надомест, помал број средства и да ја насочат донацијата токму на таа адреса.
И интересно дека кажа дека за половина час ја создале оваа платформа со целата работна екипа и се сеќавам кога нели баш споделивте дека немало опција за донирање од странство и веднаш тоа го ревидиравте. Она што е најважно уште веднаш, ако го посетите сајтот Сапорт Кочани, приватноста на секој донатор е испочитувана и се објавува само донираната сума без други лични податоци на донаторите. Така што ќе те надоболнам само, Ненад, ќе ми дозволиш, доколку познавате некој кој што во моментот не гледате на Телма, се лекува во странство, испратете ги само податоците во порака секако на Сапорт Кочани, име и презиме на погодено лице, име и презиме на родител, контакт, телефон за контакт, банкарска сметка, град на лекување, моментална состојба, што друго што е потребно, иако верам дека нели сите овие податоци веќе се ажурирани, бидејќи овој придонес значи премногу. Меѓутоа сериозно ќе ви честитаме со целата екипа за ова што го направивте во последен миг. Успеавте, што велиш ти, денес вештачката интелигенција, програмирањето или технологијата да ја искористиме мудро и паметно и хумано во овој момент. Фала ви многу, значи што е до нас, ние се трудиме колку што е можно да помогнеме на овие луѓе. Буквално не се заснувавме нити на одговорност, нити на тоа кој е крив, нити на тоа што се дешава, што сега, значи не. Моментално дај да помогнеме, после ќе ги разгледаме сите тие други работи. Сега ни е целта само луѓе во одстранство што се лекуваат да се вратат живи и здрави и буквално за се има лек и за секоја изгореница и за секој проблем со дишење има лек и ќе најдеме лек и не знам, ќе се соберат и уште повеќе ако треба финансии, од друга страна многу ми е жал за оние кои што изгубија некои и ети и таму да се обидуваме да придонесеме чисто да и дадеме како еден елан за да тргнат понатаму во животот тие луѓе. Многу ќе биде тешко, знам, ама мораме некако. Така е, Ненад, огромна поддршка од тимот на Утринска на Телма за се она што го правите. Остануваме понатаму да ве следиме и да ги пренесуваме се со цел нели овие информации да стигнат до што поширока публика или до што поголем број на луѓе, за да можат и донациите да бидат во што поголем број. Се разбира да помогнеме онаму каде што е најпотребно. Благодариме многу, посакуваме и денес денот да биде онака како што сте го испланирале во поглед на работата и работните обврски. Supportkočani.com е веб страната. Благодарност, Ненад, и поздрав до тебе и до целиот тим. Да, во некој убаво време, следна прилика, се надевам дека ќе имаме прилика да говориме секако здравје Божи за вашите уметнички перформанси со Night in Strings. Меѓутоа овој пат даваме секако акцент и поддршка за сајтот Support Kočani. Уште веднаш еве заедно со тебе ќе апелираме до сите оние кои што не гледаат во Телма во моментот, може репризно или ако не следат на YouTube каналот, да ги поддржат сите оние на кои што им е неопходна финансиска поддршка во овој момент, како што кажа, веднаш да го посетат сајтот. Така, фала ви многу, значи во иднина ќе направиме се што е потребно, ќе го активираме и бендот ако треба за хуманитарни акции, за се и се што само да биде се да заврши ова колку што е можно подобро. Така е. Ненад, благодарност голема. Supportkočani.com, веб страната која што топло ја препорачуваме да ја посетите, да донирате, со оглед на тоа што возможени се веќе и донации од странство и се разбира да помогнете не само на оние кои што се лекуваат во странските клиники или во домашните, туку за жал и на оние кои што се починати, односно да можете да донирате на семејствата.